Спомнавме и минатата сабота. Јас би се надоврзал повторно на тие почетни мисли од почетокот на Библијата, Битие, 1 глава, 26 и 27 стих, како почетни стихови. И Бог рече, че Битие 1, 26, 27, да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност. Бог го создаде човекот во својот лик, 27 стих, тој го создаде во Божи лик, ги создаде машко и женско. Спомнавме и минатиот пат, сега пак ќе потенцирам затоа што е битно. Јас ова порано не сум го вака размислувал, меѓутоа со текот на времето сватив дека е тоа самиот стих тоа го вели. Што вели? Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божи лик, ги создаде машко и женско. Значи, што е Божи лик? Што е Божиот лик? Што го представува Божиот лик? Што е создадено во Божиот лик? Мажот? Или мажот и жената? Таа заедница. Тоа е Божиот лик. Секој не е погрешно се каже дека, мислам, секој од нас го носи Божиот лик, меѓутоа таа заедница е вистинско толкување на тоа што значи Божи лик. Зошто? Самото тоа ни кажува и нели 26 стих исто наговестува на множина и Бог рече да направиме човек. Значи таму горе она што е битно, не е битно што е Светиот Дух или не знам, барем ја така гледам на работите, туку е битно дека имаме една заедница и тоа имаме едно совршено единство, едно совршено разбирање, взаемно почитување во таа заедница што е горе на небото. И налик на таа заедница, за да изрази својата љубов, Бог го создава човештвото, го создава и создава мажот и жената. И очекува од човекот да дава љубов, значи да има една постојана заедница на љубов, како што тоа постои и во Божеството. Како што нели во 1 Јованово 4:8 ни вели дека Бог е љубов. И не е чудо, во овој контекст не е чудо што Исус се моли во 17 глава Јован. Тоа ќе ни биде предмет на проучување за следната pouка. Мислам Ивана дека ја има, да, верувам дека ќе даде Господ живот и здравје, да се опорави, ако не ќе се најде замена, меѓутоа јас верувам дека се ќе биде во најдобар ред. Значи, не е ни чудо што Исус се моли во Јован 17 глава, како вели, ево 21 стих, читаме 21 стих 17 глава. Во молитвата вели, за да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Она што после падот во грев човекот го изгубил, човештвото го изгубило е Божиот лик. Божјата слава се погледа. И за да повторно, автентично се прикаже пред светот Божјата слава, Божиот лик да се отслика во нас, тоа не може поинако освен преку тоа единство, преку тоа едно, како што тие се едно, така и ние, како нивни, како Божји следбеници треба да бидеме едно. А нормално тука, да кажам, лепак или тоа што поврзува е љубовта. 23 стих, повторно нели, јас во нив и ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ми испратил, дека ги любеше нив како што ме любеше мене. Имајте во двата стиха се вели, за да верува светот и за да знае, за да познае светот дека ти си ми испратил мене, дека јас сум Месијата. Дека тоа е моје дело. На едно место друго вели, нели, дека токму по љубовта, помеѓу себе, светот ќе познае дека сме негови следбеници. Тоа се моментите кои што највеќе имаат влијание. 26 стих, им го објавив Твоето име и ќе го објавувам, па љубовта со која ме возлюби да биде во нив и јас во нив. И затоа често пати знаеме да кажеме дека да Христос пребива во вас, значи да љубовта пребива во вас.
да Светиот Дух пребива во вас, тоа значи да љубовта пребива во вас, затоа што Господ е љубов. И самото тоа води кон единство. Не може да биде еден и друг христијанин кои што се исто го имаат Христа во себе, ја имаат љубовта, да бидат на различни страни. И го гледаме тоа на самиот почеток, кога Господ го создал Адама, како Адам осознал, многу брзо осознал дека нешто му фали. Затоа што бил создаден во Божи лик. Бил создаден од Бог кој што е љубов, за да дели, за да споделува љубов. Најнапред Господ ти каже во 2 глава 18 стих од Битие, не е добро човекот да биде сам, ќе му направам помошник соодветен нему. Потоа го гледаме Адама како им дава имиња на добитокот, на птиците, на секое животно, но вели за човекот не се најде помошник помош соодветна на него. Тогаш Господ му нанесе длабок сон на човекот, тој заспа, му извади едно од неговите ребра, а местото го исполни со месо. Од реброто што го зеде од човекот, Господ Бог обликува жена и ја доведе при човекот. Тоаш човекот рече, сега најпосле тоа е коска од моите коски и месо од моето месо, дека биде наречена жена, зашто е земена од мажот. Затоа човекот, сега 24 стих, затоа човекот ќе ги остави татка си и мајки си и ќе се прилепи кон својата жена и тие ќе станат едно тело. Повторно едно. Единство. Таа љубов, таа споделена љубов не може поинаку да делува. Значи, Адам нашол израз на својата љубов. Човекот, навистина, така е создаден. Тоа е едно социјално суштество, социјално битие. Не може човек сам да живее. Многу е тешко. Знаете, вели она една мисла дека најосамен е човек кој што живее среде луѓето, а се чувствува дека е сам. Едноставно нема со кого да ја сподели таа љубов. Затоа што човекот не е создаден така да живее. Создаден да живее во заедница, во заедништво. Еве ќе читаме сега неколку стиха од Проповедник, книгата на Проповедник, 4 глава, од 9 до 12, 4 стиха кои што укажуваат на кои се придобивките од тоа заедништво. Без разлика дали станува збор за брачна заедница или за било какво дружење. Значи, Проповедник 4 глава 9 до 12. Подобро им на двајцата отколку на еден, зашто имаат подобра плата за својот труд. Ако падне едниот, другиот ќе го потхрне. А тешко му е на едниот, вели стихот. Ако падне, нема никој кој да го крене. И 11 стих, па и ако се спие, двајца заедно потопло е. А како ќе се загре самецот? Сам не се спие, а? Може би Јани ме слуша. Тоа знаеш често пати тоа да го каже, од онаа македонската песна. 12 стих, и ако некој удри на едниот, двајцата ќе му се спротиват. И троstruко јаже не се кине скоро, не се кине лесно. Затоа ѓаволот највеќе трепери и највеќе му е страф од единството на црквата. Едноставно, затоа што е силата во единството, силата е во љубовта. Направени се многу студии, од кои едната вели овде дека покажала дека тајната на долг и здрав живот се наоѓа во разгранетата социјална мрежа на контакти. Значи човек кој што е поврзан со луѓето, меѓутоа овде не се мисли на социјална мрежа од типот на Facebook. Направени се други проучувања кои што велат дека Фейсбукот и таквите социјални мрежи всушност можат прво да го носат името антисоцијални мрежи. Затоа што не е исто поврзувањето преку таа виртуелна врска, да ја кажам, и она поврзување вистинско.
И јас самиот, а и сите вие кои што имате Facebook профили, веројатно имате еден куп пријатели со кои што никогаш не сте се видели во животот. И вие мислите дека тоа ви е пријател? Сам сега под наводници, не мора да не ме сватите погрешно. Луѓето кои што имале нормални социјални односи со пријателите, со семејството, со соседите и колегите, имале за 50% и вели помалку шанси да починат во текот на трајањето на истражувањето, за разлика од лицата кои имале слаба општествена база и потпора. Истражувањето покажало дека квалитетните меѓучовечки односи се подеднакво важни за здравието и за продолжувањето на животниот век, како и престанокот со пушење. Значи, квалитетните меѓучовечки односи се исто така важни за здравието и за продолжување на животниот век, како и да, ако сте пушачи, да го оставите пушењето. Каков ефект имаат, значи, тие добри квалитетни меѓучовечки односи. Понатаму во студијата се вели, тука се спомнуваат, може небитно тоа сега, меѓутоа и видеоигри, компјутери и така натаму, нешто што е составен дел на овие понови генерации, каде што сума сумарум се вели дека сето тоа всушност повеќе не изолира еден од друг, отколку што не спојува. Замислите си денеска, ќе поминете во мало, ја ќе се сетам, иако бев доста помал тогаш, ама се сеќавам како беше живо малото, еве во Свети Николе, кај што израсно во однос на тоа како е сега. Се комуницираше, сега некако се затворени, дури и децата не ги гледате ретко, кога ќе видам, и дури ми паѓа мачно да ви кажам во малото, кај што сме сега во Штип, малте не пред нас на 20-30 метри имате така убаво фудбалско игралиште со голови, онака, знаеш. Нешто што ние го немавме, жалеевме за такво нешто во детството. И се викам, го гледам празно онака, леле ова да ми беше на мене во младоста. Значи. Наоѓавме, па да, не, само што сам не се игра ни фудбал. Тоа е проблемот. Наоѓавме камења, стававме камења, правевме голови, и вие сигурно ќе се сетите. Некој од вас има и постари генерации тука од мене, така да знаете како беше во тоа време. Денеска не можете да ги видите ни деца, ни старо, ни младо надвор. Ретко кога. Еве, едва и сега, овие денови малку кога се прави ајвари и така натаму паете, ќе се соберат ваму таму. Меѓутоа, како да луѓето немаат време веќе за ништо. А Facebook, 1000 пријатели, 1500, не знам колку. Не знам толку. Не е тоа. Еве, сетете се на сега во контекстот на Драго Обрадовиќ. Каква најава имаше минатата година за дека не знам колкава посета ние ќе имаме тука на неговите предавања, нели, покри онаа реклама на Facebook. Па што битно од тоа? Немојте да се базирате премногу на Facebook и на ништо од тоа. Тоа е виртуелен, тоа е сосема еден нестварен свет, сепак. Не смееме да се базираме на тоа. Не дека е нестварен во буквала, но тоа не смееме да се базираме на тоа. И сега, како Бог ги осмислил да изгледаат нашите меѓучовечки односи? Зборуваме баш, тргнавме од почеток, како сме создадени, како треба да имаме, да ги одржуваме тие односи меѓу себе. Човекот не може и не треба да биде сам. Во Матеј 22 глава, баш ја гледаме таа вертикала и хоризонтала. 22 глава Матеј, 37 до 40. Не може едното без другото. Нели, кога го прашуваат Исуса која е најголемата заповед, што вели во 37 стих? Люби го Господа твојот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и оваа, люби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди висат сиот закон и пророците. Во една друга прилика, што ќе каже како втора заповед, како ќе ја интерпретира Исус? Любете ги ближните како што јас ве возлюбив вас. Еве ви давам нова заповед, вели. Тоа е таа истата, меѓутоа малку
додаден квалитет на тоа. Овде вели, љуби го ближниот како сами од себе си, а таму вели Исус, љубите ги ближните како што јас ви возлюбив вас. Че да бидете спремни да го дадете животот ако е потребно. Тоа е квалитетен, вистински однос. На тие две заповеди висат силот закон и пророците. Значи, ја имаме таа вертикала, ја имаме хоризонталата. Кој знае колку пати се има спомнато ова, но е многу важно. И еве сега да видиме низ неколку стихови во Прво Јованово, кои што за мене беа онака ударни стихови уште на самиот почеток, кога го фатив Новиот Завет да го читам у Свети Николе 96-та тамо негде година. Да. Не, се изведувам, 91. Една од прекршителните години, заедно со 94-та во мојот живот. Прво Јованово 1, 6 и 7. Ако речеме дека имаме заедништво со Него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. А што е одењето во темнина? А пак вели одиме во светлина, како што тој е самиот во светлина, имаме заедница еден со друг. Значи, одењето во светлина, значи имање заедница еден со друг и крвта на Неговиот Син Исус Христос не очистува од секој грев. Подолу во 2 глава, значи 1 Јованово 9 до 11, вели, кој вели дека е во светлината, а го мрази својот брат, тој е досега во темнината. Че кога немаш заедница со братот, со ближниот, уште го мразиш, можеш да викаш што сакаш, меѓутоа ти си во темнина. Кој го люби својот брат, останува во светлината и во него нема соблазан. А кој го мрази својот брат, во темнина и во темнина оди и не знае каде оди, зашто темнината му ги заслепила очите. И овој познатиот Јован, 1 Јованово 4:20, кој што ги дава баш и вертикалата и хоризонталата. Ако некој рече го љубам Бога, значи има вертикалата. А го мрази брата си, нема хоризонталата. Значи не оди тоа, лаже се. Зашто кој не го љуби брата си кога го видел, не може да го љуби Бога кога не го видел. Денеска во светот во кој што живееме, навистина, имате така нарушени меѓучовечки односи. Така можат да ви го уништат животот меѓучовечките односи. И јас велам и нема да погрешам, още ќе го кажам, што мислите, зошто се толку популарни тие турски серии, порано шпански? Токму поради тоа, меѓучовечките односи, интриги, лаги, не знам што се е исто. За мене е се исто. Секој нов филм, нова серија е исто, само со различни актери. Меѓучовечки односи, имате се, ама немате баш. Да, добро, ке рече некој, па да, имат сега тука добра страна и лоша страна, па победува доброто, па не знам што. Меѓутоа, тоа е популарно, тоа го привлекува вниманието на човекот токму заради тоа. Заради меѓучовечките односи кои што не се на ниво на кој што треба да бидат. Не можеме ние да ги изградиме и да се научиме како да градиме меѓучовечки односи ако гледаме турска серија. Сега ќе се учиме тамо од овој или оној. Читате Библија, Библијата стои се, што е потребно. Ќе прискокнеме мало еден дел. Реков пријател. Што е вистински пријател и што е потребно за да се биде вистински пријател? И сега ќе го видиме тоа преку Исуса како пример. Преку неколку карактеристики кои што јасно се гледаат во неговиот живот, а сето тоа е за да се изгради, за да се изградат добри меѓучовечки односи. Знаете што значи денеска? Денеска е вистинско богатство да кажете дека имате вистински пријател. Реков далеко од оние пријатели што се Facebook пријатели. Исус како вистински пријател. Не знам дали може да имаме подобар од него. Замисли си, виси на крстот
И од крстот вели, прости им Боже, не знаат што прават. Како велеше една од карактеристиките во прво послание 13 глава, љубовта не држи сметка за зло, не е злопамтиво. Што ќе беше ако Исус беше таков? Па не, кога ќе изустеше такво нешто? Што се не му направија? И тој прости им Боже. Пријателот простува. Пријателот е вистинит. Матеј 11 глава 19 стих. Што велеа за Исуса? Дојде синот човечки кој јаде и пие, па велат, тој Исус го вели, еве човек лаком и пијаница, пријател на цариниците и на грешниците. Ама тој е вистинскиот пријател. Да биде пријател и со цариниците и со грешниците. Да дојде таму каде што си ти, да ти подаде рака, да ти помогне, да ти извлече. Значи, вистинскиот пријател те прифаќа таков каков што си. Во 9 глава од Матеј, 12-13 стих. А тој, кој го чу тоа, рече, на здравите не им треба лекар, туку на болните. Но одете и научите што значи милост сакам, а не жртви. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. А фарисеите беа тие кои што највеќе му се обраќа овака и секајки погрешно да го представат, еве, он се дружи со грешниците, што очекувате од него? Лажен пророк, прави тоа што не треба. Меѓутоа, тоа е вистинскиот пријател. Имаше една мисла, една мудрост, вели, вистинскиот пријател е оној кој што знае се за тебе и пак се дружи со тебе, пак е со тебе. Пак е тука. Пак ти е пријател. Пријателот секојаш ја говори вистината. Не прифаќа такви какви што сме, но ни подава рака за да не изведе од таму, од јамата во која што сме, како грешници. Пословици 27.6. Многу убав стих. Пословици 27.6. Ударите од пријателот се искрени, а бахнежите на непријателот изобилни. Да, значи пријателот може и ке ве удри, ама затоа што ви го мисли доброто. И искрено, точно тоа го прави. Ефесијаните 4.15. Туку говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во се кон Него кој е глава Христос. Токму според неговиот пример, говорејќи ја вистината во љубов. Тоа го правил Исус. И со солзи во очите и остро некојаш кон фарисеите, меѓутоа сето тоа било со љубов. И секојаш е говорил вистината, точно. Лука 5 глава 12 и 13. Пријателот е секојаш близок, без оглед на тоа во каква состојба сте. Секојаш подава рака. Со лепрозниот случајот. Кога беше во еден град, ете човек целиот лепрозен, штом го види Исуса падна нишком и го замоли, велејќи, Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Тогаш ја протегна раката, го допре и рече, сакам, очисти се, и веднаш лепрата падна од него. Не размислувал Исус многу овде, дали ќе биде обвинет, знаете, лепрозен, не смее да го допира, нечисте, но пријателот е близок. Секојаш е тука спремен да подаде рака. Тоа бил Исус. Пријателот не е себечен. Јован 15.13. Многу силен стих. Никој нема поголема љубов од оваа, да го положи сопствениот живот за своите пријатели. Ако сме спремни ова да го направиме еден за друг, тоа што наистина ја имаме таа Божја љубов во себе. И можеме врз основа на тоа да градиме и добри меѓучовечки односи. Нешто што ќе не држи единствени и ќе представува сила за добро на овој свет. И во одбрана на Божиот карактер, нормално, затоа што
Тие се едно и ние треба да бидеме, и ќе бидеме едно ако имаме еден таков однос. Несебичен однос. Нешто што е или несвојствено и спротивно на човечката грешна природа, кој што во основа е себична. И еве Римјаните, познатите стихови во 5 глава 7 и 8 стих. За праведникот одва некој ќе умре, а за добриот можеби некој ќе се осмели да умре. Но Бог ја покаже својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, доека уште бевме грешници. Тоа е вистинскиот пријател. Не гледа кој е кој, не гледа што сте, туку е спремен, ако треба да умре за вас. Без да види некакви квалитети, односно квалитетите тој многу подобро ги гледа и ги знае отколку ние. Дури и оние скриени потенцијалите што ги имаме, затоа и го прави она што го прави. Значи, се прави се за да ги разбуди тие потенцијали кај нас, да не привлече кон себе и да ни помогне да се вратиме на вистинскиот пат. Да го тргне злото кое што сето тоа го има потиснато кај нас, сите оние квалитети, и да направи еден нов човек, ново создание од нас. Пријателот е верен, Евреите 13.5, дека вашето однесување биде слободно од сребролюбие. Бидете задоволни со она што го имате, зашто тој рече, многу добро познати силни зборови, никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Тоа е вистинскиот пријател. И секој од нас би сакал еден таков пријател. Само на крајот да го спомнеме односот што ги имале Давид и Јонатан. Навистина биле вистински пријатели, едни од кон другиот и обратно. Што му веле во една прилика, еве да не ги читам стиховите сите, Јонатан го прашува Давида, што сакаш да направам за тебе? Спремен е да направи се. Дали тој е тој кој што ќе го предупреди да внимава на неговиот татко, на Саул. Вели во еден стих во 1 Самуилова, кога паѓаат ничком на земјата и се тоа Давид се поклони 3 пати, потоа се изљубија и плачеа заедно, но Давид вели плачеше повеќе. Потоа Јонатан му вели на Давид да оди си во мир, затоа што двајцата се заколнавме во Господово име. Господ нека биде сведок меѓу мене и тебе, меѓу моето потомство и твоето потомство довека. Тогаш Давид стана и се отиде, а Јонатан се врати во градот. Клучен е стихот. 1 Самуилова, книга 18 глава, 1 стих. Кога Давид го заврши разговорот со Саула, Јонатановата душа се наклони кон Давидовата душа, и Јонатан го возлюби како самиот себе си. Тоа е она што тоа е исполнување на законот, тоа е она што Господ го бара. Ние тоа погоре прочитавме, се заветувале во Господовото име. Јонатан морал да ја има прво вертикалата, за да ја има таа хоризонтала. Тој е квалитетен однос со Давид. И не верувам дека тоа било само кон Давид, значи Јонатан имал изградено таков карактер со Божја помош, да го сака ближниот како самиот себе си. Уште и повеќе па кога ќе замислиме дека Јонатан е тој кој што е син на Саул, значи престолонаследник, а овде го имаме Давид, кој што е веќе избран за цар, и Јонатан и покрај тоа воопшто не мисли на тоа што би изгубил. Туку не, е на страната на Давид, е на страната на доброто и вели и го заштитува. Заштитнички се однесува кон него и го возлюби како самиот себе си. Тоа се квалитетни меѓучовечки односи, вистински пријател, а тоа е можно само ако имаме Божјата љубов во себе. Ако се распне нашата човечка природа, себичноста, горбоста, и само така ќе можеме да одговориме на онаа молитва, на она за кое што Исус се молел, да бидеме едно. Не може да бидеме едно без таа божествена љубов. Не може да има единство без
без Бога. Единството е можно само во Христа, како што носи наслов и пулката. Верувам дека ќе имаме уште многу убави моменти низ проучување на пулката за ова тромесечие и ќе научиме уште многу работи околу единството, па нека Господ не води понатаму во нашите животи, да се стремиме кон единство во Христ, затоа што само така можеме да го достигнеме. Слава нека му на Господа. Амин.